Во вашето излагање спомнавте дека растот кој што се случува оваа година, кој што го проектирал ММФ, еден од овие главни контрибутори е дознаки од странство. Знаете што е дознаки од странство? Средствата што ќе ги праќаат наши од диаспората на луѓе кои што се тука. А знаете зашо е тоа така? Заради тоа што таму закрепнува економијата, не дека вие нешто сте направиле, затоа што таму го немаат Венко Филипче, па да трае бранот 3 години последователно. Таму имаат министри кои што си ја вршат работата и кои што ја нормализираа економијата, па луѓето што работат таму веќе се поослободени, имаат повеќе приноси по основ на тоа што таму го немаат, повторно ќе кажам, Венко Филипче, и можат да праќаат повеќе средства до тука. Кажавте енергетиката не прави ништо. Да, точно е, владата за енергетиката не прави ништо, ама енергетиката прави. Еве бутик во Истгейт му направи на Васко Ковачевски енергетиката. Бутик во Истгейт му направи на човекот енергетиката, има 0% производство, али затоа тендерите врват. 4-5 години е човекот директор таму, најбогат битолчанец стана. Заедно со оној кој што и беше кандидат за градоначалник. Понатаму зборувавте за проекти од кои што еден не е ни почнат или е почнат од претходната влада. Па граѓани таму секој ден поминуваат, имаме тука колега од Прилеп што вози, кај е тој автопат? Еве кажете вие, ако не се реализирале проекти, по кој автопат доаѓате на работа и кој го направи? По кој автопат доаѓате вие на работа? 3 автопати се почнаа тогаш. Миладиновци Штип, Демир Капија Смоквица и Киче Охрид. Кој автопат го почнавте вие? Знаете колку ветивте? 500 километри. Знаете колку се 500 километри? Тоа неколку пати сум ви кажал. Како од Кавадарци до Белград има автопат. Или да се заокружи државата цел еден круг. Кажете 1 километар автопат што почнавте, оние 2 на кај Блаце, и тие ги утнавте и тие не се почнати. Па гледаме секоја недела се држат таму пресконференциите. Еве ако зборуваме веќе за проекти, докаде е Формула 1 патеката? Докаде е тунелот под Капа? Докаде е зиплајнот на Шилегов? Чебрен Галиште втора фаза, докаде е? Има некој видено во држава? Ама битно втората фаза почнала. Докаде е? Излезете, кажете, до тогаш и тогаш тие проценти се реализирани. Странски директни инвестиции. Србија Сабали објави дека има 3,4 милиарди странски инвестиции. А пред некое време, мислам дека добро сте го слушнале председателот на Србија, кај што кажа дека го копирал економскиот модел за привлекување на странски директни инвестиции од владата на ВМРО ДПМН. Па ви текнува таму дека каже една реченица дека една година потрошил човекот да ја разбере, да го разбере системот кој што беше за привлекување на странски директни инвестиции, го разбрал па 3,4 милиарди евра во Србија странски директни инвестиции. Колку имате вие? Излезете и кажете ја бројката. Ние донесовме оваа година толку. Еве јас ќе ви помогнам. Знаете што направивте вие оваа година за странските директни инвестиции? Направивте една од оние фамозни ваши стратегии, како национална стратегија, зелена стратегија, ваква стратегија, смарт стратегија, внимавајте. Значи Јован Деспотовски, министерот за финансии и владата на СДСМ, економскиве генијалци, смислиле смарт стратегија за странски директни инвестиции. Знаете каква е таа? Да се парцелизираат плацевите во индустријските зони и да се продаваат, за да можат тие луѓе да ги купат, а после тоа да ги препродават. Таа е таа смарт стратегија која што е направена. И сега ќе излегуваме тука и ќе набројуваме проекти кои што не постојат. Па ја ви кажав кога реплицирав, луѓе живеат таму и возат. Кажувате автопат или магистрален пат кон Крива Паланка. Тука е колега од Кумано. Прашајте го него дали го видел или ние не гледам. Или луѓето кои што живеат таму, кои што го минуваат, не гледаат од вашите фамозни проекти. Толку е лошо во држава, со ова ќе завршам, толку е лошо што и вашиот советник, председател на коалициона партнија Габриел Бајрам, крадел струја од ГТЦ за да копа биткоини. До тоа ниво ја донесовте државата. Благодарам.